Иако не е под ингеренции на извршната власт и официјално не е дел од најавената премиерска метла која се очекува да биде спроведена во рамки на институциите, лавина реакции предизвика денес објавеното отворено писмо на над 100 професионалци од сферата на уметноста до премиерот Заев, кои предупредуваат дека не се потребни и промени во Младинскиот културен центар. Писатели, музичари, режисери, актери и други дејци од Заев бараат да се остави на страна популарно познатиот МКЦ. Максимално ја поддржуваме потребата за прочистување и подигање на квалитетот на кадарот по државните и локални институции, кои очигледно се намета на вашата популарна наречена метла, и веруваме дека тоа го правите со желба за суштинско подобрување на ситуацијата во повеќето од нив. Но, од овој случај чувствуваме граѓанска одговорност да ви укажеме на сериозните негативни последици по кревкото битие на живата, автентична независна култура, до кои секако ќе дојде доколку го нарушите континуитетот на работа на Младинскиот културен центар во Скопје. Од подписниците на писмото се упатува конкретна поддршка за актуелниот ВД директор на МКЦ Русе Арсов. Од владата посочуваат дека се свесни за реакциите, но дека МКЦ не е под надлежност на премиерот. МКЦ е во надлежност на град Скопје, а владата нема ингеренции за поставување директор на оваа институција. Владата поддржува и се залага за квалитет и интегритет на раководните кадри на институциите. Од град Скопје пак вела дека засега пристигнати се 2 апликации на отворениот конкурс за постојан директор и дека процедурата е се уште во тек. Процедурата за избор на директор на МКЦ се уште е во тек. Во предвидениот рок на конкурсот се пристигнати 2 пријави, чие разгледување беше одложено поради изборниот процес, откако ќе бидат разгледани согласно конкурските услови, сите кандидати што исполнуваат услови ќе бидат предложени до градоначалникот, кој треба да донесе одлука за избор во рок од 15 дена. На социјалните мрежи најмногу коментари предизвика апликацијата на пејачот од рок групата Нон-стоп Бени Шакири за раководител на МКЦ, а во телефонски разговор за 1TV потенцира дека не ја коментира слободата на мислење на уметниците. Не е тајна дека сум конкурирал. Тоа е отворен конкурс по кој комисијата решава дали некој ги исполнува условите или не. Реакциите не ги коментирам бидејќи и порано, а и кога се борев против груевизмот, јас се залагав за слобода на говор и за слобода на мислење. И се уште се залагам за тоа и немам коментар на реакциите, дали исполнувам услови, ќе решава комисијата. Пријавите на двајцата конкуренти за директор на Младинскиот културен центар, според агендата на мешовитата комисија составена од град Скопје и МКЦ, се очекува да бидат разгледани до крајот на оваа работна недела.